не се решили 20 години во Република Македонија. Да ги дефинираме како проблеми меѓу албанците и македонците и како резултат на тоа е ескалацијата. Погрешно си сватил мојата теза. Зошто вака кога сте во опозиција не го кажувате? Кога сте во опозиција се го политичката криза сега прв пат се конфронтираш ти почитуван мој талат со мене. До сега беше конфронтацијата со албанската опозиција. Вие си имате проблем со албанските граѓани, ние си имаме проблем со Груевски, но имаме проблем и со вас како негов партнер. Ние во овој момент во Република Македонија имаме подршка колку го имаме 15% како најголема опозициона партија. Опусот кој што треба 22,3% го поддржуваат Груевски. Мнозинството македонци исто така не се согласуваат со неговата политика. Тоа треба да си го кажете. Ако тоа сакаш да идеш, значи ајде уште ми даваш лак на тортата. Значи македонците, албанците и сите други кои живеат во Република Македонија не го сакаат Груевски. Тоа сакаш да го кажам. И сакаш да кажеш дека тие сите треба да се само албанците, и македонците не го сакаат. 25% од македонците само го сакаат и сметат дека тоа е месијата, но сега мене ми е јасно и но се изманипулирани. Сега ми е јасно и на што се однесува состојбата. Добро. 4 години се манипулирани и сега кога тој требаше да даде отчет, повторно сега го облече националистичкото руво и ќе не дели наспрво македонци од албанци. Еден по еден, не ве слушаат, Джафери. Како влада имавме таква состојба, ја изменаџиравме, вие бевте еден од тие што доживевте во Струга, оно што го доживевте. Зошто? Затоа што имавте доблестоа да си го направите што го направивте. Меѓутоа, Чеков заради тоа што си избавив јас главата, сега кој ќе дојдете вие со ВМРО ДПМН, затоа што се прифативте да ја вратите старата територијална организација. Уште тоа само него прифатите. По теркот мислите да се... Не, ама реално, затоа што не ги знам вашите договори. По нечии предлог, може би некој и тоа го подготвува. Не се плашат затоа што молчите, а отишол другиот опозиционер, тоа е Мендух Тачи, пред да се види со Бериша, се видел со Рамуш Хајрединај. Значи се плашам дека и вие нешто шурувате во оваа ситуација и не понудите ниедно логично образложение што се случи на 10 километри од центарот на Скопје. И кој на 10 километри од центарот на Скопје направи толкаво големо складиште, бункер со оружје и зашто тоа го... Добра, ајде одговорете, Джафери, ве молам. Треба, значи, вие сте 2 години дел од власта на ДПА, затоа ја снема. Па сега се враќа, затоа што беше 2 години власт со ВМРО ДПМН. Сега вие сте 2 години власт, еве 2 години сега славиме од вонредните парламентарни избори. Заборавате, помина веќе 2 години овој парламентарен состав. Што вие во овој момент знаете што се случуваше, затоа што сте дел од власта. Кажете барем вие на македонската јавност кога се крие ВМРО ДПМН и никој не кажува. Што се случи таму? Јас сум парламентарец исто како и ти. Добро. Ето. Тоа мислам дека ваквата сега дебата се користи од господин Бучковски за речеме дисквалификација или за политичка пресметка. Штета е што представник нема тука од ВМРО ДПМН, може да ги разменат аргументите, но мислам дека погрешно се цитираат одредени податоци. Ако сакаме заправо да зборуваме дека се уште ВМРО ДПМН ужива најголема поддршка од граѓаните. 25-6% таа е огромна поддршка, бидејќи споредено со СДСМ кое што е 2,5 или 3,1, таа е мала поддршка и сега за сега, значи мора да одиме на тоа дека тие што имаат доверба кај граѓаните, ВМРО ДПМН и ДУИ, дека тие треба сега да седнат, да разговараат, да ги анализираат состојбите и да ги решаваат проблемите. Вклучително и проблемите сврзани со безбедноста на државата. Значи не е сигурно дека никој не тврди дека тоа е наивна работа да се овде акумулира такво оружје. Може би некој има идеја сега да се промовира во нов Али Ахмети. Преседанот што се направи 2001 година со насил со оружје да се остварат политички цели. Јас цело време тврдев дека може тој да се повторува. Може да се повторува. Тогаш имаше, не се сложувам дека не се решавале. Имаше идеална шанса да се решат проблемите по мирен пат. Меѓутоа, тогаш имаше договор помеѓу господин Љупчо Георгиевски и Али Ахмети да се направи конфликт, да се
подржи тој конфликт, да биде Кој договор со Ахмети вие го спомнувате? Се извинувам со Арбен Џафери, се извинувам со Арбен Џафери. Кажувате со Али Ахмети за добро. Се извинувам. Значи тогаш имаше ексклузивно. Не. Тогаш имаше договор. Не е тоа, апсолутно не е. Тогаш имаше да се направи контролиран конфликт во државата и да се подели Република Македонија. После тоа, се што се случуваше, тоа бе пропратни активности. Мислам дека сите овие случувања во Република Македонија, јас се сложам дека треба најсериозно да се разгледат и дури е рано, практично дури нема никаква жртва, да се делува многу ефектно, ефикасно, да се превенира, да не дојде до конфликт. Последиците од евентуално вооружен конфликт ќе бидат катастрофални и за Македонија, но и за Балканот во целина. Бидејќи Балканот, без разлика што сите проценки дека оди напред се стабилизира, тој може за 24 часа да се промени, да се променат состојбите и да имаме конфликт од широки размери. Тука ќе се вклучат и други што имат интерес во Балканот да се вклучат. Затоа јас не ги сваќам сите тие состојби така лесно, дека се лесни за решавање и дека тоа ќе помине, или дека само со изјави, вклучително и ние што дебатираме вечера, дека можеме да го решиме проблемот кој што објективно постои во државата. Овде пред се реков уште во почетокот, доколку се слушаме добро, дека овде треба пред се државниот врв, Советот за безбедност, да ги анализира состојбите, да седнат партиите сите, ако треба, или најмалку тие што се на власт, да ги анализира добро состојбите и да ги елиминират жариштата кои можат да продуцират конфликт во државата. Добро, може. За разлика од колегата, јас мислам дека не... За разлика од кој колега? Добро, Трајанов. Трајанов, дека не треба Советот за безбедност да се собере владата и да ги види своите грешки, кај што ги направил во текот на неговото владење и да интервенира што побрзо со средства или со било што, да донесе еден нов ребаланс на буџетот и да ги средува работи. Иначе се друго е само празен муабет. Јас би се навратил малку 2001. Можело 2001 да се спречи војна, доколку таа влада, например, многу добро знаете, еве, и колегата бил министар и сите биле функционери во тоа време, знаат колку средства се потрошени во таа војна. Милиони средства. Тие милиони, доколку би се вложиле во фабрики или било што во тие краишта, за да можат тие граѓани да живеат безбедно, јас денеска не би имале ни закон за бранители и за УЧК, не би имале жртви, никој не би плачел и сите економски би биле, ваква ситуација не би дошла. Сега, значи, тоа требаше да ни служи како пример. Требаше сега пак да седнеме како луѓе, не да садиме коњи по плоштади и крстови, него стварно да инвестираме таму кај што луѓето стварно се во критична ситуација. Не случајно беше и таквата иселување на луѓето, 5000 луѓе седат и денеска се по станици кај што немат работа, не можат. Значи, постојат многу начини што би можеле сите овие проблеми на брзина да се решат. А не вака, со лошо менаџирање на средствата на буџетот од страна на премиерот, значи доведува до ваква и меѓунационални влошување на национални односи и за прв пат, што рече колегата, и на верска основа. Добро. Значи, не закануваше, него цело време се збореше дека ќе се стави црква. А значи во местото кај што требаше да биде Бурмали џамија, не се дава дозвола. Значи тука што кога би се ставило црква, тогаш сигурно дека верниците муслимани ќе стават камен кај Бурмали џамија, еве војна. Се извинувам да прашам. Имате ли комуникација со тие групи што се таму лоцирани во вашиот район, да влијаете на нив дека тоа би било погубно и за нив и за државата? Не, немам аргументи јас за да влијам кај нив. Затоа првиот збор, само едно ќе ви кажам. Сигурно дека првиот збор кога ќе ми кажат, ќе речат ти си пратеник, имаш плата, јас немам лев за јадење. Едно. Друго, вие сте казнили луѓе со доживотна робија, без никаква причина и без никакви докази и документи. Јас вчера имав прилика, татко на еден од казнетите за доживотна робија ми донесе документи и ми кажува за една ситуација како бил наместена цела ситуација за да он биде во затвор доживотно. Тој што е казнет доживотна робија, него не може некој да го спречи. Случајот Сопот.
Јасно излегува сите документи дека тука е наместена работа, денеска не се презема нешто за оправдување. Зимбери. Многу начини. Кој е првиот аргумент што јас им кажам на нив дека вие не треба да бидете со оружје затоа што